длабоки дупки, пропаднати коли спаничени, стари луѓе кои што молат за помош, како што информираше и ти на терен се скоро сите екипи на терен и и армијата на Република Македонија, на терен се институциите, градоначалникот на град Скопје во село Стајковци заедно со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Ваква дека ова вода, ова поплава која што е настаната не само во село Стајковци, туку и во околните села нема да биде туку така лесно расчистена, дека ќе се работи подолго на неа. Каналите кои што биле пресушени во село Стајковци, мештаните велат дека сега се полни со вода и дека не може туку така лесно да се запрат, да не протекуваат во нивните домови. На некој начин тие самите со пластични кови, со метли работат на случајот да ја исчистат целата вода од нивните куќи. Времето е конечно мирно, се стабилизира, нема дожд повеќе во Скопје, но како што информирав, невремето кое што го зафати Скопје од околу 19 часот до 22 часот е од големи катастрофални размери. Не само во околните села, туку и во централните градски подрачја, подвознаците во Скопје се преплавени, полицијата ги советува граѓаните да не се движат по булеварите, ги пренасочува кон спротивните улици каде што е безбедно за движење на терен и противпожарната екипа која што им помага на оние граѓани кои што се заглавени во дел од создадените бари кои што се во подвожнаците дури и до 2 метра. Како што кажав, телевизија Нова останува и понатаму овде на терен. Ние разговаравме и со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Тој вели дека институциите се на терен, најпрво ќе им помогнат на оние семејства кои што нивните домови се преплавени, а веднаш потоа и ќе започнат со проценка на направените штети од поплавите и на истите ќе им бидат надокнадени и финансиска помош. Доколку имаш прашање поврзано со невремето, еве забележувам дека и амбулантата е постојано на терен, постојано се уклучени ротационите светла. Има луѓе овде во Стајковци кои што не може да стигнат до нивните домови, не може да продолжат со нивните автомобили. Дел од нив велат дека ќе останат и во близина на нивните домови да преспијат во нивните автомобили, токму поради нивна безбедност и поради тоа што не можат поради водата да дојдат до нивниот дом и покрај тоа што нивниот дом не е поплавен.